Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Од 1 јануари ќе стапи на сила закон со кој ќе може работно да бидат ангажирани пензионерите, студентите и лицата во социјален ризик. 1 декември е Светски ден против ХИВ-СИДА. Годинава 38 ново регистрирани лица со СИДА. Државниот пазарен инспекторат најавува засилени инспекции во угостителските објекти во пресрет на празниците. Од полноќ повторно поевтинува дизелот. Женската екипа на Младост 96 го освои првото место во есенската полусезона без ниту една загубена средба. Времето денеска сончево и студено, од утре се најавува промена. Урбан маркетинг. Best Solar Крушево. За ваш енергетски ефикасен дом. Квалитет и екстра услуга. Кога грејната сезона е тука, ние се грижиме за удобноста и топлината во вашиот дом. Продажба и монтажа на системи за грејење на топла вода. Со нас секогаш добивате удобен комфор во домот. Best Solar Крушево. Ако сакате централно грејење, ќе имате енергетски ефикасен дом. Само со нас. Best Solar Крушево. Ние сме подготвени. Подготвени ли сте и вие? Секое патување е ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација, заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божикното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици, за вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници! Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Од 1 јануари стапува на сила законот за работно ангажирање со кое се овозможува дополнително да бидат ангажирани пензионерите, студентите и лицата во социјален ризик кои ќе можат формално да бидат работно ангажирани без да ги изгубат стекнатите социјални и здравствени придобивки, најави заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Законот за времени ангажирање кој треба да почне револуционерен закон прв пат во историјата на Македонија кој треба да почне да функционира од 1 јануари 2026 година и тоа е прв пат закон да се овозможи да можат да работат средношколци, оние кои имат над 16 години, студенти да работат како part-time job да речеме, популарно кажано, исто така да работат и вработени кои работат во разни
институции, дали приватни или државни институции, да можат да имаат и дополнителна работа, што тоа право ги имале, да речам, граѓаните во голем број западни земји. Знаете, многу нашинци кои живеат таму работат и дополнителна работа и тоа право ќе го имаат. И сега, меѓутоа, и пензионери кои се работоспособни. Во Македонија поголема категорија за За мене е интересно. Па би рекол за сите пензионери интересно. Да. Бидејќи имаме и млади пензионери, да не забораваме, со бенефициран стаж, меѓутоа имаме и работоспособни пензионери. Годинава има 38 ново регистрирани лица со ХИВ-СИДА во земјава, се вели во извештајот на Институтот за јавно здравје, објавен по повод 1 декември, светскиот ден против СИДА. Бројот на новорегистрирани случаи годинава е помал за 25,5%, споредено со истиот период од минатата година, кога се регистрирани 51 случаи. Од случаите во 2025-та, најголем дел или 15 се со место на живење во Скопје. Еден случај е странски државјанин. Годинава се регистрирани 8 смртни случаи поврзани со СИДА. Според извештајот на Институтот за јавно здравје, од регистрираните случаи 37 се од машки пол, а еден е од женски. Просечната возраст на новите случаи е 35 години, а 73,7% од случаите се на возраст од 20 до 39 години. Инаку од 1987 година, кога за првпат се појави болеста во Македонија, до 2025 година во земјава се регистрирани 726 случаи на ХИВ-СИДА, а вкупно 138 од дијагностицираните починале поради причини поврзани со СИДА. Државниот пазарен инспекторат најави дека во пресрет на празниците и очекуваниот зголемен број прослави ќе спроведува засилени инспекцијски надзори во угостителските објекти. Целта е да се спречат нерегуларности во работењето и да се обезбеди заштита на гостите. Од инспекторатот апелираат до угостителите да постапуваат совесно и да ги почитуваат законските одредби кои се однесуваат на нивното работење, особено во делот на дозволениот број на гости, работното време, законот за заштита од пушење и сите други одредби. Државниот пазарен инспекторат најави дека соодветно ќе реагира за непочитување на законските обврски и ќе преземе мерки и санкции согласно законите. Дизел горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1 денар по литар, а цената на бензините останува иста, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,1%. Новата малопродажна цена на евродизел ќе биде 69,5 денари за литар, а на екстра лесното масло за горење 66,5 денари. Евросупер БС 95 и понатаму ќе се продава за 75, а Евросупер за 77 денари за литар. Од полициската хроника, ноќеска на 1 декември во 1 часот на улица Александар Македонски во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода ИВ 23 годишен од Прилеп. При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило Volkswagen со прилепски регистарски ознаки кое го управувал и по преземени мерки констатирано е дека под дејство на алкохол, односно дека има 1,06 промили алкохол во крвта, пошто веднаш е исклучен од сообраќај и задржан во полициска станица. ОВР Прилеп поднесе кривична пријава против АМ 23 годишен и МП 19 годишен, двајцата од Прилеп, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. Имено на 12.8.2025 пријавените со патничко возило Форд удриле во патничко возило Голф, во кое биле ВР, ДП и МК, а потоа ги нападнале со употреба на тврд предмет. Женската екипа на Младост 96 ја заокружи есенската полусезона со извонреден успех, освојувајќи го првото место во најсилната женска пинг-понг лига без ниту една загубена средба. Во последниот надпревар, каде се одлучуваше есенската полусезона, со директниот конкурент шампиони ФА, остварија победа со 4:3. Тимот ја демонстрира својата сила и тактичка зрелост во секој надпревар, што резултираше со перфектен биланс и убедливо водство на табелата. Временска прогноза.
Времето денеска сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб променлив ветер. Минималната температура изутринава се движеше во интервал од -4 до 4 степени, додека дневната максимална во Прилеп достигна 10 степени Целзиусови. Според најавите од утре, вторник, се очекува промена на временската состојба, ќе преовладува претежно облачно време со повремени локални врнежи од дожд. На повисоките планини врнежите од дожд ќе преминуваат во снег. Како и денеска, во предпладневните часови и утре по одделни котлини ќе има појава на магла. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, декември 2025. Одговорен уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.